Дали Македонија ги прегази своите црвени линии, го прекршили власта ветувањето дека јазикот нема да се чепка, дека нема да биде тема на преговори со Бугарија, но токму македонскиот јазик е главна точка во нон-пеперот од берлинската средба меѓу Османи, Димитров и Захариева, и покрај ветувањата сепак од Илинденска се согласиле македонскиот јазик да биде запишан како кодифициран во 1945 година, обратно до нешто во повеќе наврати го тврдеше и ветуваше Зоран Заев, и тоа не така одамна, во месец октомври. Преговори по нашиот идентитет, нашиот македонски јазик нема и не треба да има, ниту бара. Бугарија е пријателска земја, Бугарија и јавно истакнува за признавањето на македонскиот јазик и македонскиот народ. Таа е признава реалноста и слично. Гаранцијата на идентитетските прашања се потврдени со договорот за добрососедство со Бугарија, тоа е македонскиот јазик и македонскиот народ. Сепак очигледно, како во спорот со Грција, така и во овој со Бугарија, владата во Македонија ги премина своите црвени линии. Според поранишниот амбасадор во Велика Британија Јован Донев, македонската дипломатија не правела ништо како да ја подобри позицијата, туку само гледале што нудат другите страни. Македонската страна ќе прифати се што може, што ќе се чини дека може да го продаде на македонската јавност како успех на македонската дипломатија. Немој да мисли дека македонската страна ќе стави своја позиција ќе заземе. Таква позиција не видовме. Не видовме 4 години од оваа влада позиција по ниедно прашање. Не очекувам јас дека Македонија излегла со некој предлог. Тоа би било многу наивно наша страна. Според Донев, плюс проблем за Македонија, која веќе многу попушти, е заедничкиот став на сите бугарски партии, па вели Заев покрај со власта ќе мора да преговара и со другите политички субјекти во Бугарија. Значи он не преговара со Бојко Борисов веќе. Он треба да преговара со сите пратеници во бугарскиот парламент. Борисов нема простор да се повлече. Немате простор вие да преговарате. Вие може да преговарате, само ви кажувам, само може да преговарате за како да евентуално да ги прифатите бугарските барања, Инаку покрај Заев дека нема да се чепка македонскиот јазик, тврдеше и ветуваше и председателот Стево Пендаровски, сепак според објавениот нон-пейпер, овие ветувања испаднаа лажни.